Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радосни донесе. И ја донесе радоста, што денеска ја имаше слепородениот, главниот јунак на денешното евангелско четиво. Возрасен човек. Не се ни обидувал да побара помош од луѓето, бидејќи како што самиот во одбрана своја на првосвештениците ерусалимски им кажа, историјата на човештвото не памети дека некој слеп од раѓање би прогледал. За таков случај никој не знае. А тој е први, токму тој случај, токму таков случај. Христос денеска постапи на еден исклучителен начин, со кој што ми се чини најубедливо и најпластично, го потврди фактот дека телото на човекот е земено од земјата и поради што после биолошката смрт на човекот, телото и се враќа на земјата од која што е земено. Што е тоа што ме подсетува на овие зборови, на оваа антрополошка теза, специфична и својствена за православната философија на живење според Богочовекот Христос. Христос го повика слепородениот, зема од земјата, плукна врз неа, замеси кал и со калта му ги облепи очите на слепородениот. И потоа го испрати во бањата Силоамска, која што во превод значи токму тоа, испратен. Со водите на таа бања да ги измие, да ја измие калта од очите своји. Слепородениот безпоговорно постапи така како што Христос му заповеда, поточно му препорача. И веднаш потоа се вели прогледа. Недостатокот, фалинката на телесниот организам, недостатокот на телесни очи, Господ му ги врати со земјата. Но дали земјата, браќа и сестри, ја има таа сила сама по себе да лекува, да создава органи на телото каде што ги нема, или во прашање нешто сосема друго. Адам, браќи и сестри,
кога беше повикан од смрт во живот, од земјата земе, на планот на телото се разбира, беше на рамниште од сиот создаден свет пред него или до него. Адам, да не заборавиме, беше создаден последен од се што создаде Бог. И тој тогаш не беше човек. Тогаш тој беше тоа што се е живо, органско, ама не и човечно. Адам стана човек во моментот кога Бог му вдахна Дух Свети. А тоа значи вистински живот. Кога умот негов беше осетен и преобразен од умот на Логосот Божи, стана човек. Тој беше човек. Цел човек. За Адама во тој час не можеме да кажеме дека беше ем човек, ем маж. Бидејќи во неговата природа беше содржана ем машката, ем женската природа. Цел човек. Тоа што сега стануваат заедно, мажот и жената со благослов Божи. Тоа беше Адам пред да биде создаден. Гледајте сега, Господ еден подруг начин го повторува исто со слепороден. Зема од земјата, сама по себе, неспособна да креира, да твори, да созда. Ја замесува со плунката своја, божествена, со плунката на својата човечка од богочовечката личност, природа. Со благодатта Божја, која што оживотворува и станува синоним за животот на човекот. Па еднаш рековме, се едно е дали ќе кажете дека живеете или имате благодат Божја. И по силата на благодатта Божја, по силата на божествените творечки енергии, Бог му ги дава очите што слепиот ги немал. Многу занимлив е разговорот што светите апостоли го водеа со Христос пред да се случи чудото, со исцелувањето на слепородени. Апостолите на Христа му го поставија прашањето: Учител, која е причината што овој човек се родил слеп? Дали слепоста се должи на гревовите на неговите родители? Или пак се должи на неговите лични согрешени? Одговорот на Христа Бога е неверојатен. Ниту едното, ниту другото им вели. Туку за во слабоста негова да се пројави силата Божја. Затоа тој човек се родил слеп. И колку пати, браќи и сестри, на тој начин Господ и сега интервенира во животите на луѓето со една единствена намера да ни покаже и да ни докаже дека е Емануил,
А Емануил во превод на македонски значи со нас е Бог. Дека Бог е секогаш со нас. Со нас секогаш со подадена десница. Но дали може Бог да ни помогне ако на подадената десница не одговориме со подадена десница? Оној што не сака да ја подаде својата десница, одбива да соработува со Бог. Таму каде што не постои соработка помеѓу Бога и човекот, нема резултати, нема добри резултати. Ке има резултати, но резултатите ќе бидат гибелни, смртоносни. Кој не сака да подаде рака? Човекот кој верува во себе си, во собствените сили. Нему Бог не му треба. Тој може се. Тој умислил дека е тоа што децата го читаат и го гледаат во стриповите, во цртаните филмови. И неговото име е над човек. Философијата на човекот најдобро ја развил германскиот философ Фридрих Ницше, кој што за жал живеел без Бога и против Бога. Тоа е тој што за себе кажал, односно за човекот воопшто, дека е тело и само тело, без Дух Свети, без душа, без благодат Божја. Битие за кој што после Ницше еден друг германски философ, Мартин Хайдегер, ќе каже, негирајќи ја тезата на Ницше, дека човекот не е битие за смрт. Човекот не е создадено битие за смрт, туку за вечен живот, и со што ја потврди несоборливата теза на православната христијанска антропологија, дека човекот е создадено битие за вечност, за безсмртие. Од тука еднаш рековме дека во човека се јавува, се раѓа бунтот против смртта при самото спомнување на тоа име, на тој појм. Најмили мои, да бидеме внимателни како сте породениот. Господ не посетува на најразлични начини, да не му ги затвориме портите на нашите срца. И тогаш ќе се случи чудо, не како корекција на она што Бог го создал. Зашто чудото би било фасцинација ако Господ отвори за да се поправи себе си, за да поправи некоја своја грешка при создавањето на човекот и свет. Неговата грешка со слепородениот е намерна грешка. Намерна. За да ја искористи како повод да ни се открие, да ни се даде целиот себе. Амин. Христос воскресе. Христина воскресе. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.